контекстот на денешната посета, првата детска амбасада во Светот Мегеши вклучи 20 општини од Република Македонија, кои ќе помогнат во помагање на ранливите групи на деца да се интегрираат во општеството, да се вклучат во образование, да се добие адекватна социјална и здравствена заштита, се со намера да се намали бројот на деца питачи, да се намали бројот на деца чии труд се злоупотреба, деца жртви на домашно насилство, на педофилија, родоскрнавање, сексуална злоупотреба и деца кои имаат интелектуални пречки во развојот за да може да се интегрираат во воспитно-образовниот процес. Тука денес сме со релевантни институции и од општината, и од државата, трудови инспектори, републички просветни инспектори, од социјалната заштита, од образовните институции, се со намера да ги детектираме потребите на децата во општина Струмица, како заеднички можеме да им помогнеме, да ги нотираме ние во нашиот извештај кој го подготвуваме пред Комитетот за правата на детето во Женева, се со намера Комитетот за правата на детето во Женева да има реална слика за состојбите со правата на децата во Република Македонија, да даде конкретни препораки кои треба Република Македонија, владата и општините да ги испочитуваат, се со намера да нема кршење на правата на децата во било која општина и во државата генерално. Вие како Мегешти сигурно сте запознати дека и во Струмица го има проблем со децата питачи и дека донесениот закон да се казнуваат родителите на овие деца. Вашиот став за вакво? Нашиот став за злоупотреба на детскиот труд и децата питачи е секој земање на родителското право е задоцната мерка во однос на слабост на социјалниот систем. Тоа значи дека е крајно репресивна мерка. Треба да има строг засилен надзор од страна на центрите за социјална работа за квалитетно стварување на родителското право, да се помогне во тој процес и да се одземе на време. Не да се дозволи детето да биде жртва на експлоатација и злоупотреба на детскиот труд од страна на родителите и родителите да остваруваат материјална добит за сметка на детето, а при тоа детето да биде исклучено од образование, да биде неписмено и да биде подложно на секакви злоупотреби. Сметате ли дека во Македонија децата се доволно заштитени? Не. Генерален заклучок е не само што децата не се заштитени, туку децата и не ги знаат своите права и обврски. Значи, пред 2 години спроведовме едно истражување, околу 2344 ученици во 7 града во Македонија, во основни и средни училишта, по податокот е поразителен. И покри 20 години од подпишување на Конвенцијата за правата на детето во Обединетите нации и во Република Македонија, 70% децата не ги знаеа своите права. Она што најмногу не заинтересира е децата ги знаат своите права најмногу во училиште, но кога стана збор за кршење на правата на детето, многу малку децата имаат храброст да се обратат кај училишниот психолог, педагог или директорот, а тоа значи дека има отсуство на доверба од страна на децата да се доверат за проблемите со кои се соочуваат кај своите класни раководители, наставници, психолози и педагози.